Во 2 Самуилова стигаме до 9 глава. Таму ни се зборува за една личност по име Мефивостеј. И за него веќе пишува на самиот ѕид на првиот слайд. За Давид сите знаеме, но за Мефивостеј малкумина знаат. Кој е Мефивостеј? Јас еднаш проповедав за оваа личност, на оваа тема, но сега во контекст на серијата проповеди за цар Давид сакам повторно да ја освежам оваа порака. Уште еднаш да слушнеме и да дознаеме кој е Мефивостеј. Мефивостеј е синот на Саул. И зошто ова е важно и зошто во 9 глава целата ова глава е посветена на Мефивостеј. Ако се сеќавате во една од проповедите јас зборував дека синот на Саул, Јонатан, стана многу близок пријател со Давид. И тие дури направија еден завет за нивното пријателство. То нивно пријателство беше толку длабоко и Јонатан знаеше дека Давид ќе биде следниот цар помазан од Бог. И Јонатан реши да направи завет и во тој завет Јонатан побара нешто од Давид. Тој го замоли Давид кога ќе стане цар да искаже милост кон неговиот дом, кон неговото потомство. Знаете, во тоа време имаше една пракса. Следниот цар кога доваѓаше на власт, најчесто тој ги елиминираше сите негови против кандидати, сите можни потенцијални идни цареви. Ако следниот цар не беше од лозата која што претходно била кралска лоза, тој ќе се потрудеше да ги убие сите наследници на претходниот цар, за да нема никаков против кандидат, за да нема некој кој што евентуално би го зел неговиот престол. И Јонатан, знаејќи дека тоа е праксата, она што би било природно ако цар Давид дојде на власт, тој би требало да ги убие сите потомци на Саул. Ако се живи синовите на цар Саул, па и неговите внуци. И тука спаѓа синовите на Јонатан. Затоа Јонатан го замоли Давид да искаже милост, да не ги убива, туку да ги остави живи, на што Давид и се согласи. И сега читаме во 9 глава, Давид реши да го испочитува овој завет. Давид кога стана цар, веќе седнат на престолот, запраша. Вели, ако останал уште некој од Сауловиот дом, јас би му направил милост заради Јонатан. А во Сауловиот дом имаше, вели, еден слуга по име Сива. Го повикаа кај Давид и царот го праша, ти ли си Сива? Тој одговори, јас сум твојот слуга. И царот продолжи и рече, нема ли уште некој од Сауловиот дом за да му направам милост Божја? А Сива му одговори, има еден Јонатанов син кој што е куц. Царот го праша, а каде е тој? И Сива му одговори на царот, ете тој во куќата на Махир, Амелевиот син во Ло Девар. Тогаш Давид испрати луѓето го зедоа од куќата на Махир, од Ло Девар. Мефивостеј синот на Јонатан, кој беше пак Саулов син, дојде кај Давид, падна ничком и му се поклони на царот. И рече Давид, Мефивостеј, тој одговори, еве го твојот слуга. И Давид му рече, не плаши се, јас ќе ти направам милост заради таткото ти Јонатан и ќе ги вратам сите ниви на дедо ти Саул и ти секогаш ќе јадеш леп на мојата трпеза. Се поклони Мефивостеј и рече, кој сум јас, твојот слуга, та погледна милостиво на мене мртов пес. А царот го повика Сива, Сауловиот слуга, па му рече, се што му припаѓаше на Саул и на целиот негов дом, му го давам на синот на твојот господар. Обработувај ја впрочем за него земјата, ти и твоите синови и твоите слуги, и донесувај ги плодовите нејзини, за да има синот на господарот твој леп за исхрана, а Мефивостеј, синот на господарот твој, секогаш ќе јаде на мојата трпеза. Сива имаше 15 синови и 15 слуги. Ете тука ќе запреме. Накратко овде ја гледаме приказката или случката со Мефивостеј,
И иако ова е вистинит настан, самата случка и самата приказна поврзана со ова личност е една прекрасна метафора за Божјата милост, која што исто така ни е искажана и на нас. Ако направиме една паралела, она што го направи Давид за Мефивостеј е многу слично на она што Бог го направи за мене и за тебе. И затоа ќе се обидеме да погледнеме можеби дел по дел, чекор по чекор, да видиме кои се сличностите и што е она што можеме да го пренесеме и за нас. Интересно е што на самиот почеток читаме уште во 9 глава, 3 стих, читаме за Мефивостеј дека Мефивостеј беше син на Јонатан, но пишува дека беше куц, дека беше сакат или повреден. Мефивостеј беше всушност инвалид. И како се случи ова нешто? Ако читаме во втора книга Самуилова, негувателката на Мефивостеј, кој што тогаш беше се уште мал, беше се уште бебе, малечко дете, кога разбра дека Саул е погубен, таа се исплаши дека ќе го побараат и животот на Мефивостеј и затоа таа реши да избега, но заради брзината на бегството пишува дека детето падна и стана хромо. Еве како се случи повредата. Значи, она што го знаеме за Мефивостеј е дека Мефивостеј беше осакатен уште како мал. Тој имаше, физички недостаток. Она што можеме да го поврземе со нас е Мефивостеј имаше физички недостаток. Мефивостеј физички беше сакат, но Библијата ни кажува дека сите ние сме осакатени од гревот. Секој еден од нас, тоест целиот човечки род, е осакатен поради падот на Адам заради неговиот грев. Негователката овде, бегајки, таа падна и како резултат на тоа нешто Мефивостеј беше осакатен. Но во човечкиот род има еден друг некој кој што падна, а тоа беше Адам. Тој падна во неговиот грев и како резултат јас и ти сме осакатени во тој грев. Јас и ти има нешто кое што во морален аспект ни недостасува и сме несовршени. И сите ние тоа добро го знаеме. Токму затоа јас и ти грешиме. Токму затоа јас и ти секој ден се бориме со нашите слабости. Морално кажано, ние не живееме според Божите совршени стандарди и според Божите мерила. На секој од нас нешто ни фали. Библијата ни кажува: сите сгрешија и не ја достигна Божјата слава. Ова е духовната вистина. Ако Мефивостеј беше осакатен физички, ние сме осакатени духовно. И заради таа осакатеност, ние сме, знаете, како еден компјутер со фалична програма. И тој не може да функционира исправно. Секогаш ќе генерира програма или ќе генерира нешто кое што ќе дава лош резултат. Ние сме како една расипана машина која што не може да дава добар производ. И ние се прашуваме, но зошто е тоа така? Поради нашиот прататко Адам, кој што падна во гревот. И не само тоа, во секој еден од нас има празнина која што само Бог може да ја исполни. Ние сите чувствуваме дека нешто ни фали. Јас уште како момче на млади години, кога имав 18 години, се борев со тоа нешто. Физички бев здрав, бев добар, моите родители ми пружа доволно за да имам се што ми треба, но внатре во мене имаше некаква празнина. Со друштвото излегувавме, се дружевме, правевме глупости, се забавував, но секогаш кога ќе се враќав дома, нешто ми фалеше, имаше една празнина во мене и не знаев што е тоа. Знаев дека нешто не достига. Знаев дека има нешто што треба да даде смисла на мојот живот, ама не знаев што е тоа. И затоа една вечер извикав кон Бога во еден крик, во една молитва, без никој да ме уче: Боже, ако ти има, ако постои смислата на животот, дојди и промени го. И верувам дека сите ние сме се соочиле
со едни такви чувства. Може би сега добра можност, и ако останатите сте заборавиле да ги исклучите, да ги ставите на нечујно, за да не ни пречи. Јас имам споделено за Роза Мојсовска, која што е наша сестра во Господа, и таа е родена исто така со инвалидитет. Таа е родена без раце, но научила дека сепак не треба да се откажува од животот и да се разочарува, и таа открила дека може да црта со уста. Како што гледате на сликата, ја става четката во незината уста и прави прекрасни ремек дела. Интересно е што Роза Мојсовска, јас ја познавам лично, пред да стане христијанка, ја посетил еден мисионер, христијанин кој што изборува за Божјата љубов. И таа нормално му го поставила прашањето што сите ние би го поставиле на нејзино место. Таа го прашала зошто Бог дозволил таа да биде инвалид. Зошто Бог дозволил таа да биде саката. И Бог ја одговорил вака: сите ние сме инвалиди. Некој со физички недостаток, затоа што се гледа однадвор дека го има тој недостаток, и тој е видлив, а некој се сакати однатре, бидејќи нивниот карактер е осакатен. И сите ние имаме потреба од Божјата милост. Ова нешто всушност бил еден задоволителен одговор за Роза Мојсовска, и таа сватила дека и таа има потреба од милоста Божја. И ова е вистината. Тоа што и го кажал мисионерот на Роза Мојсовска е точно. Сите ние сме инвалиди. Некој може би однадвор и тоа е видливо, но и оние што физички немат недостаток, всушност се осакатени во нивниот карактер. И сите ние имаме потреба Бог да интервенира кај нас. И ова е првото нешто што треба да го научиме кога зборуваме за Мефивосте и кога правиме споредба. А тоа е дека исто како и Мефивосте, и ние сме духовно осакатени. И ние сме физички несовршени, и ние не можеме да ја достигнеме Божјата слава. Второ нешто што можеме да го видиме дека Мефивосте не знаеше за заветот кој што го направил Давид со Јонатан, и затоа живееше во страв. Гледате, читам овде дека Мефивосте беше далеку од царот. Читаме дека тој беше на едно место Ло Девор или Ло Дебар, оддалечен, многу далеку од Ерусалим. Причината е затоа што веројатно Мефивосте се плашеше за неговиот живот. Тој живееше скриено, царот бидејќи веројатно си мислеше, ако царот дознае дека јас сум жив, дека сум тука, ќе сака да му убие. Јас сум потомок на Јонатан. Но тој не знаеше дека Давид склучил завет со Јонатан. И токму заради тоа живееше во страв. Инаку Лодевар, местото каде што беше скриен Мефивосте, каде што тој живееше, во превод значи без слово. Може би не случајно ова место го носи ова име, бидејќи Мефивосте беше на место каде што немаше слово. Тој ја немаше вистината. Словото не беше стигнало до него. Тој не знаеше за милоста која што него му е искажана. И ако размислиме, слично е денеска со многу луѓе кои што живеат без да го познаваат Господа. Многу луѓе, па може би и јас и ти пред да станеме христијани, сме живееле со едно уверување дека Бог е нашиот непријател. Ние не знаевме за Божјата милост. Не знаевме дека Бог сака да не помилува заради неговиот син Исус Христос. И не знаевме дека за нас има една радосна вест. Живеевме во тоа незнаење, во страв од Господа. Денеска има многу луѓе кои што живеат далеку од небесниот цар, далеку од неговото присуство, бидејќи не знаат за неговата љубов, не знаат дека
тој сака да им покаже милост. Имам споделено за еден пример, може би го знаете, за еден човек по име Хиро Онада, јапонски војник кој се борел во Втората светска војна. Она што е интересно за овој човек е дека кога завршила војната во 1945 година, тој останал на остров на Филипините уште следните 29 години. Причината е што тој не знаел дека војната е завршена. И тој цели 29 години се криел на островот со пушка во рацете, во страв, обидувајќи се да ја брани, да ја заштити својата земја, мислејќи дека се уште постои војната и дека тој се уште се соочува со непријател. Се до 1974 година, кога се предал и кога разбрал дека војната е одамна завршена. Замислете колку години страв и колку години непреспиени денови, колку години во мизерија би скратил овој човек ако само некој дојдел и му кажал: еј, човече, војната е завршена. Дојде мирот. Па преживувал некако, не знам како, не ги знам деталите, но во секој случај може да замислите, сите овие 29 години тој живеел во една неизвестност, во страв. Колку ова е исто така вистинито за многу луѓе кои што со години живеат без да знаат за Божјата милост. Без да знаат за пораката на Евангелието, кој што гласи дека Бог толку го засака светот, што го даде својот единороден син, и секој што верува во него нема да биде суден, нема да погине, туку ќе има живот вечен. Тоа е радосната вест. Сега, замислете си го Мефивостеј. Замислете вие да сте во кожата на Мефивостеј. Некаде сте се скриле далеку во некоја виличка таму во шумата, далеку од царот, и се молите само царот да не дознае дека сте живи. И еден ден слушате надвор тропот на кочија или на коњи и се прашувате кој ли е ова што сега иде. Дзиркате онака низ завесата да видите и гледате надвор кралската гарда. Кралските војници пред врата. Шо ќе си помислите? Ого, ме најдоа, отидов ја, сега ми отиде главата, готов сум. А замислете сега да сте вие еден од кралските војници. Кој е веста што би ми опренели? Што би му кажале? Тропате на варата и викате: Мефивостеј, имам добри вести за тебе. Што би му кажале? Ме прати царот да ти кажам дека заради заветот што тој го направи со твојот татко, царот сака да те земеме и да те однесеме да седеш и да јадеш заедно со него на неговата трпеза. Мефивостеј веројатно ќе се онесвести од неверување, од радост. Ама всушност тоа е пораката што му е носеа војниците. Тоа е пораката што му е носеше кралската гарда кога тие стигнаа таму. Она што требаше да му го кажат: Мефивостеј, имаме добра вест за тебе. Царот не прати за да те земеме кај него, да со него заедно седеш на трапезата. Може би е тешко за верување, но тоа беше вистината. Јас и ти исто така имаме радосна вест за секој еден овде во светот кој што живее далеко од Господ. Јас и ти имаме нешто прекрасно да им кажеме. Можете ли да си замислите, ако вие бевте војникот што требаше да му ја кажете радосната вест на Мефивостеј, колку ќе беше прекрасно задоволство кога ќе го видевте лицето на Мефивостеј. Јас би сакал да бев еден од тие војници, да ја уживав таа привилегија да видам како сум донел радост на Мефивостеј. Колку Мефивостеј ќе се радуваше и каже: па да знаев немаше да се крием толку години. Ова е прекрасна вест. Сега јас и ти имаме таа прилика да го кажеме тоа на луѓето во овој свет. Има луѓе што се уште не знаат дека Бог ги љуби. Се уште не знаат дека Исус на крстот умрел за нивните греови. Јас и ти треба да им го кажеме тоа. Некои ќе поверуваат, некои можеби не. Но ние не треба да ја криеме оваа вистина од нив. Ние не треба да го држиме Евангелието, оваа радосна вест за нас, само заради тоа што се прашуваме кој знае дали ќе не поверуваат. Надвор се уште има
Мефивосте кој што не знае за радосната вест. Има еден виц, една шега која што е поврзана со ова нешто. Некој човек доаѓа кај пасторот во црква во Холандија и му вели: пасторе, јас морам да ти се исповедам, имам еден греф кој што го немам кажано на никој. И пасторот вели: добро, кажи, еве, повели. И верникот вели: абе, пасторе, знаеш за време на војната кога германците ги убива евреите, јас решив еден евреин да земам кај мене и да го скријам во покривот. И пасторот вели: па тоа е добро нешто, не е греф, зашто што треба заради тоа да се срамиш? Чекај, пасторе, вели, тоа не е се. Имам уште нешто да ти кажам. Знаеш, јас кога го скрив горе, јас му побарав на него пари. Му реков: добро, ќе те кријам кај мене, ама секој месец треба да ми даваш по 50 евра кирија, да ми плаќаш за тоа што те кријам. И пасторот малку се замислил и рекол: абе, добро сега, еве си му побарал пари, ама тој имал да ти дава, тебе ти требало, така да и 20 сте си надополниле, еве, сте си направиле добро еден на друг, не е толку страшно. И човекот вели: абе, имам уште нешто да ти кажам, пасторе. Што е работата? Вели: ја уште не сум му кажал дека војната е завршена. Поуката од ова шега, од овој виц е дека не треба да чекаме за на луѓето да им кажеме дека војната е завршена. Ако читаме во Римјаните 5 глава, таму пишува дека Бог го измири светот. Реши да ја запре војната, го измири светот, вели, преку својот син Исус Христос. Она што ние треба да им порачаме на луѓето е дека Бог ја нуди раката на помирување на секој еден. Исто како што на Мефивостеј му беше кажано дека тој е помилуван, на ист начин ние треба да ја пренесеме ова порака во светот. И затоа не треба од било која причина ние да ја држиме за себе си и да кажеме: нема да им кажувам на луѓето. Може би затоа што се уште треба да взимаме кирија. Но има уште едно нешто што можеме да го научиме за Мефивостеј. Ако читаме понатаму, уште една вистина што важеше за Мефивостеј, а важи и за нас, е тоа дека Мефивостеј беше помилуван заради заветот со Јонатан. Ова е важно да го разбереме. Мефивостеј немаше никаква лична заслуга. Знаете, Давид, кога реши да го помилува или да му искаже милост на Мефивостеј, тој не рече: абе, има еден Мефивостеј, многу добри работи ми правеше, или тој имаше една пожртвувана служба кон мене, или тој ми го спаси животот, па затоа сакам да седи на мојата трапеза. Со што Мефивостеј, кажете, заслужи да седи на трапезата со царот? Имаше ли некаква заслуга? Со ништо. Мефивостеј не го заслужи своето место пред царот. Немаше никаква заслуга. Единствена причина, читаме на самиот почеток, зошто Мефивостеј можеше да седе со царот и да биде помилуван, јасно ни кажува уште во 1 глава Давид: јас би му искажал, вели, милост заради Јонатан, или заветот што го направи тој со Јонатан. Тоа беше единствената причина. Ниедно друго нешто не можеме да додадеме како причина. Сега, истото се однесува и на нас. Јас и ти, Библијата пишува дека во Откровението, дека еден ден ќе седеме на трапезата заедно со Господ Исус. Ќе седеме на трапезата там заедно со Аврам, со Мојсеј, со сите други херои на верата. Јас и ти заедно како Божи чеда, заедно со Гага, заедно со секој еден друг што верува во Исус, ќе седеме таму на трапезата Божја. И ако се прашуваме која е нашата заслуга, па редовно одев на црква, нормално дека ќе седам. Која е нашата заслуга? Давав десеток. Која е нашата заслуга? Со што сме заслужиле? Единствено заради заветот со Исус Христос. Бог реши да ни искаже милост на тебе и на мене заради неговиот син Исус Христос. Заради тоа што Исус го направи на крстот за нас.
Тој ја плати цената за нашиот греф. Јас и ти не сме заслужиле да седеме на трапезата со царот. Ние не сме заслужиле милоста Божја. Но Бог ни ја дава seедно, како што ја даде Давид заради Јонатан, Бог ни ја дава таа милост заради Исус. Благодарение на Исус Христос, ние сме помилувани. Инако ако читаме, гледаме дека Мефивосте беше свесен за неговата недостојност. Кога Мефивосте се појави пред царот, читаме, вели, а што е твојот слуга па да му искажуваш почит, вели, на мртов пес како што сум јас. Тоа беа зборовите на Мефивосте, читаме во 9 глава 8 стих. Мефивосте сваќаше дека тој самиот е недостоен. Затоа велеше, јас сум мртов пес, зошто на мене би ми искажал милост или би ми искажувал ваква почит. Дури името Мефивосте, интересно, има значење син на срамот. Да. Мефибошет е на еврејски и бошет означува срам. Син на срамот. Замислете какво име. Син на срамот. Или некој што носи срам. Гледано, реално, нашето име исто така во духовна смисла е нешто кое што не е баш за фалење. Библијата кажува дека името на мене и на тебе е грешник. Да, ние не донесовме баш слава на Бог. Библијата вели, сите ние сме кратки за Божјата слава. Сите ние сгрешивме и затоа сме кратки, не можеме да ја достигнеме Божјата слава. Но seедно Бог реши на мене и на тебе да ни даде ново име. Тој реши да го тргне името грешник, син на срамот или керка на срамот и да те нарече син Божи, керка Божја. Замисли, Бог ти даде ново име. И во книгата Откровение пишува дека на секој еден од нас ќе ни биде дадено ново име. И може да замислите колку прекрасно име ќе е тоа. Може името на некој од вас ќе биде верен, името на некој друг ќе биде лојален, или ќе биде понизна, ќе биде послушна, керка Божја. Тоа е името што Бог го има за тебе, син Божи. Ако читаме во Евангелие според Јован 1 глава 12 стих, вели, на сите оние што поверуваа и сите оние што го примија, вели, Синот Божи, им се даде право да се наречат синови и керки Божи. Да. Сите тие што поверуваа, ако ти си поверувал во Исус Христос, тогаш твоето ново име е Син Божи, твоето ново име е керка Божја. И тоа е името што сега го носиш. Наместо син на срамот, сега си син Божи. И Мефивосте ја доби таа привилегија токму заради заветот на Давид со Јонатан. И не само тоа. Читаме дека Мефивосте доби и многу други работи. Ако читаме понатаму, погледнете, Давид му даде право да седи на трапезата на царот и заедно со него секој ден да јаде леп од истата трапеза. Секој ден да седиш на масата со царот, замисли. Царот вика, дека е Јовче? Јовче, ајде, тебе те чекаме. Дека е Горан? Чекаш за да царот дојде и царот вика, ајде, без тебе не јадеме, сакам и ти да си тука. Заедно на трапезата со царот. Тоа е првото нешто. Понатаму, ако читаме, пишува дека Давид реши да му ги врати нивите што беа одземени на татко му Саул и на Јонатан, на дедо му и на татко му. Се што беше одземено, вели, сега ќе ти биде вратено. И повторно ќе можеш да го обработуваш и да уживаш од плодовите на тие ниви. Зар не се случи истото со мене и со тебе кога поверувавме во Исус? Бог ни вети дека ќе имаме близината со Него, ќе можеме да седеме секој ден на трапезата со Него. Јас и ти имаме привилегијата секој ден да разговараме со нашиот небесен татко. Секој ден во молитва ти можеш да пристапуваш и да разговараш со Него, да седиш на трапезата со Него. Исус на едно место вели, јас стојам на вратата и чукам, и ако некој ми отвори, што вели? Ќе седнам со Него и ќе вечерам со Него и тој со мене. Ова не се однесува на физичка вечер. Овде Исус сакаше да ја каже интимноста што ќе ја имаме
ако ние го прифатиме Него за Спасител. Ако ти го поверуваш во Него и прифатиш за твој Господ, тој вели, тие ќе имаш таа близкост како што ја имат близкоста двајца што вечераат заедно. Бидејќи со кого ние обично вечераме? Не вечераме со некој тугинец, вечераме со оној што ни е најблизок во семејството. Семејството седнува да вечера заедно. Ако Исус вели, јас ќе вечерам со тебе и ти со мене, тоа значи ти ќе бидеш моето најблиско семејство. Ти ќе имаш блискоста со мене да разговараш секој ден, да ми се обраќаш секој ден. И второто нешто вели, ќе ти биде вратено имотот, ќе ти биде вратен назад она што беше одземено. Она што сушност ни се кажува дека она што го загубивме кога Адам сгреши, сега ќе ни биде вратено. Што загубивме кога Адам сгреши? Го загубивме вечниот живот. Адам и Ева беа бесмртни. Кога Адам сгреши, дојде смртта во светот. И јас и ти станавме смртни. И често пати кога разговарам со луѓе, тие велат, па тоа е неправедно, тоа е нефер. Адам сгрешил, сега заради него јас да умирам. Нели си го викаме тоа нешто? Што сум јас крив што мојот дедо там Адам сгрешил, сега заради него сите ние да умираме. Сите да сме смртни. Бог вика, добро, тоа што го загубивме преку Адам, јас сега ќе ви го вратам. Ако поверуваш во мојот син Исус Христос, ќе ти го вратам. Ти имаш повторно право на вечен живот. И не само тоа, ќе бидеш сонаследник на небесното царство. Адам и Ева што друго загубија? Тие го загубија местото во рајот. Ние си велиме, шо убаво ќе беше да живеевме во рајот. Не тука да одам на Сабајле да трнчам, да работам, па немало струја, па немало интернет, па не знам, па било какви глупости, па слушаме војни, па пребегуваат да одат во Шпанија, таму од Мороко одат да барат подобар живот. Ние трчаме во Германија, таму било подобро. Абе, најубаво ќе си беше да си бевме во рајот. Да имавме рајски услови. Шо убаво ќе беше? Бог вика, и тоа ќе ви го вратам. И тоа ќе ви го вратам. Ако верувате во мојот син, ќе имате право на рајски живот, во небесното царство и на вечен живот. Се што сте загубили од вашиот прадедо Адам, јас ќе ви го вратам ако поверувате во мојот син Исус Христос, заради заветот со него. Подготвен ли си да направиш завет со Господ Исус, за да го добиеш сето она што го загуби Адам? И тоа е она што сушност ние го имаме во Исус. И затоа велам дека Мефивост е една прекрасна слика на Божјата милост и на заветот што го имаме преку Исус Христос. Читаме во 2 Самуила 9:7, овде вели, Давид му рече, заради твојот татко Јонатан ќе ти ги вратам сите ниви на твојот дедо Саул, а ти секогаш ќе јадеш леб на мојот стол. Секогаш. Прекрасно ветување. Затоа овие се нештото што сакав да ги нагласам во оваа порака. Сепак, за жал има луѓе кои што можеби не се подготвени да го прифатат заветот со Исус Христос. И читаме во Лука 14 глава дека Исус кога раскажуваше една парабола за поканетите, замислете, овде Исус дава еден интересен заклучок. Царот овде испрати луѓе да бидат поканети за да седат на трапезата заедно со него, но многу од нив го одбија. Знаете ли зашто го одбија? За глупости. Биле презафатени. Не можам ја, царе, неам време, многу сум зафатен. Имам многу други обврски. Не можам да најдам време за тебе. И Бог вика, добро, слушнете сега што вели царот овде. Вели следно што му кажа на слугата. Штом тие не сакаат, излези бргу на раскрсниците и на градските улици и доведе ги ваму, слушнете кој? Вели, бедните, сакатите, слепите и хромите. Тие ќе го наследат царството, дејќи овие останатите не сакаа. Зошто бедните, сакатите, слепите и хромите? Затоа што, како што реков на почетокот, сите тие сме ние. Јас и ти сме тие кои што сме бедни, сакати, слепи и хроми. Осакатени од гревот, ослепени од гревот, бедни заради гревот, се додека Исус не пронајде. И ако ти си во тие, тогаш има и за тебе место во Царството Небеско. Бог ти испраќа покана и на тебе, да седеш на трапезата со Царот. Амин.